Помалку од 2 месеца по неговата многу очекувана посета на Кина, американскиот председател Доналд Трамп ќе ја представи новата стратегија за национална безбедност, базирана врз неговата политика Америка на прво место. Новинските агенции, повикувајќи се на извори во Белата куќа, јавуваат дека Трамп се очекува да го означи Пекин како конкурент и да го обвини за економска агресија. Двајца високи официјални представници на Соединетите држави за медиумите изјавија дека на денешниот говор на Трамп не треба да се гледа како на обид да се заузда Кина, туку како на јасен преглед на предизвиците што доаѓаат од таа земја. Трамп го фалеше својот кинески колега Си Џинпинг, барајќи од Пекинг да стави поголем притисок врз Северна Кореја и да ги промени трговските практики, за кои тој вели дека се неповолни за Соединетите држави. Деновиве советникот за национална безбедност на Трамп, H.R. Макмастер, изјави дека стратегијата ќе се фокусира врз проектирање на американската воена и економска сила во прекуокеанските земји, особено врз Кина и Русија и нуклеарните закани од Иран и Северна Кореја. На многу начини отстапивме многу конкурентен простор во последните години и создадовме можности за овие ревизионистички сили, рече Макмастер. Дел од критичарите пак изразуваат загриженост дека поагресивниот пристап кон Кина би можело да води до штетна трговска војна со таа земја. Новата национална стратегија всушност е почеток на серија економски мерки против Кина, смета Майкл Ален, поранешен член на администрацијата на председателот Џорџ Буш за весникот Financial Times. Безбедносната стратегија е официјален документ што го прават американските председатели од времето на председателот Роналд Реган, најчесто на 4 години.